stranger, so you're perfect. You're a stranger, so you're perfect. Friends or your ex's name, who left who or who took the blame. I don't know and I don't care, and that's okay with me. I don't wanna have the anxiety. Please don't say so I won't know. Don't say I don't wanna know, and that's alright. I say we're all getting through. You're a stranger, so you're perfect. You're a stranger, so you're perfect. You're perfect, baby. My perfect stranger. You're beautiful, you're worth it. You're the best, and you deserve it. You're a stranger, so you're perfect. You're a stranger, so you're perfect. I love the danger. My perfect stranger. I fear the man who finds himself lost in tales of war, delusions of war. Beautiful boys, I wish you knew how precious you are. Your mother, sisters, lovers, heart is where they feels good, you
describe, baby, this feeling deep inside. King size time, vertical sunrise. I'm flying, capsized. Free, I see you all. You're sexual. Do you feel alone? You're not alone. And if they ask you, say you feel it, but don't call it love. You're sexual. You're sexual. Wonder if you see. Wonder if you see the way that we transcribe it, baby, can change the course of time. King size time, vertical sunrise. I'm flying, capsized. Free, I see you all. You're sexual. Do you feel alone? Lost at sea. You're not alone. Do you feel alone? You're not alone. And if they ask you, say you feel it, but don't call it love. You're sexual. You're sexual. Do you feel alone? No, you're not alone. And if they ask you, say you feel it, but don't call it love. You're sexual. You're sexual. People always told me that I take my love too far, then refuse to help me. I was on the edge of something greater than before, but nobody told me. You're Здраво, здраво. Добро дојдовте во уште едно издание на Книжевна лабораторија со Билјана Црвенковска и Чудна шума на Стереолаб радио. Денеска е прва емисија каде што немам гостин. Избрав да немам гостин затоа што ќе читам доста извадоци кои што се интересни и не би сакала да ви го ускратам задоволството од тоа да дознаете повеќе за овие две книги што ги имам овде со мене во студија. Значи, ова се едни од ретките книги, всушност мислам дека се и единствените книги во преведени на македонски, кои што се занимаваат со феминизам баш за девојчиња на тинејџерска возраст и кои што ќе разбијат многу предрасуди и за самиот збор феминизам, употребен во контекст на тинејџерството, и ќе разбијат и многу предрасуди кон тоа зошто е потребна
феминистичка едукација и феминистичка педагогија во училиштата и надвор од нив. И мислам дека книгите се толку многу важни да ги прочита секоја девојче, а и момче, за да и тие научат нешто. Но мислам дека се многу важни да ги прочита секој родител на дете, тинејџер, без разлика дали е машко или женско. Она што е интересно е што книгите се, да речам, објавени во сосема различно време. Значи, едната е туку што излезена од печат, другата е објавена пред 5 години, но мислам дека и двете, и дека и оваа која што е постара книга воопшто не е позната. Книгата која што е објавена во 2020 е Фурам феминизам на Ламија Бегагич и Марина Величковиќ. Ламија е многу позната културна работничка и активистка на босанската сцена, која што сериозно се занимава со феминизам и ја истражува оваа тема и која што ја напиша оваа книга повеќе како еден вид прирачник за девојчињата. Книгата беше потоа преведена, босанското издание мислам дека е некаде 2016-17 може би објавено, сега не сум сигурна да не зборувам на памет, но многу брзо потоа таа беше преведена и адаптирана на српски, бидејќи се работи за адаптација која што културолошки беше потребна пред се, одошто јазично, и издадена од Креативен центар, кој што е огромен издавач во Србија, особено фокусиран на литература за деца и млади. И по тоа српско издание книгата доживеа невиден бум во Србија и во регионот. И така некако дојде и до нас. Значи, ова издание е мој личен превод и адаптација на македонски и на не само на македонски јазик, туку и воопшто културолошки. Книгата е сместена да се случува во Скопје и така натаму, тоа ќе ви прочитам понатаму. Издание на Арс Ламина, односно на Либи, кој што е импринт на Арс Ламина. А втората книга е еден вид графички, еден хибрид помеѓу графички роман и краток илустриран роман. Дело е на шведската авторка и илустраторка Ана Хоглунд, има феноменални илустрации кои што ја следат оваа приказна. Се вика Да се биде јас. И она што е заедничко за двете книги е, без разлика што форматот им е друг, значи Фурам феминизам е, да речеме, прирачник во дневнички формат, додека ова е еден вид на графички роман. Она што им е заедничко е што двете имаат еден главен женски лик, кој што е едно сосема обично девојче, навидум, и кое што има, да речеме, некои 3, 14, 15 години. И двете книги почнуваат така што се занимаваат со најобичните прашања кои што си ги поставува една девојче на таа возраст, поврзани со менструацијата, со првата љубов, но потоа полека се развиваат во еден вид ода на феминизмот, да речем. Сега, јас би сакала да ви раскажам прво малку повеќе за Фурам феминизам, бидејќи е пообемна и, да речеме, позначајна како дело. Позначајна. Секако е позначајна, бидејќи во регионот има оставено, да речем, толков печат, но од друга страна, Да се биде јас пак е графички многу повпечатлива и исто така е книга која што не треба да се заобиколи. Во Фурам феминизам главниот лик се вика Ликица. Значи, таа не си го кажува името и, да речеме, испровоцирана од моментот што лик, нели, е во мачки род, за женските ликови не можеме да кажеме, ние мораме да кажеме женски ликови, но таа вели ликици. И таа е Ликица, значи се нарекува Ликица. И секако оваа книга почнува со, да речеме, еден незин дневнички запис и потоа се развива во цел дневник. Че јас сега ќе прочитам еден мал дел од овој прв дневнички запис, само за да ја почувствувате
да почувствувате зошто ги читаме овие книги, да почувствувате зошто ќе разговараме за нив. Тоест, јас ќе држам монолог во случајов. И мислам дека преку тоа што ќе ви читам делови ќе сваќате зошто треба да се имаат и зошто треба да се читаат. Името ми е Ликица и денеска е понеделник. Океј, името очигледно не ми е Ликица, ама затоа што тука ќе пишувам слободно за работите, за кои најчесто не се пишува слободно, моето име, од името на таа слобода ќе биде Ликица. Имам 13 години. Девојче сум, тоа веќе го свативте, а како лик Ица зборувам во женски род и слични работи, ама вреди да повторам дека сум девојче, зашто фактот што сум девојче често ќе влијае на тоа како другите се однесуваат кон мене, без при тоа да имаат поим за тоа која сум јас и каква сум. Ете, и за тоа ќе пишувам тука. Значи, 7-2, најдобар другар, кул сестра, мама, тато, школо, пливање, книги. Доста е за почеток. Битно, денеска е понеделник и јас прв пат добив менструација. Прв пат добив менструација. Ама, ај од почеток. Менструацијата дојде дури на кај 3 сата, пред тоа ретроспективно можам со сигурност да тврдам се случија многу работи што можеа да ми навестат дека таа менструација ќе се случи баш денеска. Во суштина, денот беше малце како свртен наопачки. Ова е воведот. Не сакам да откривам повеќе од книгата, односно од содржината, туку може би ова ќе биде сега малку подолго зборување, но кога ја преведував и кога ја адаптирав, чувствував потреба да напишам и предговор. Предговорот го имаше и во српското издание, бидејќи тие имаа потреба да објаснат зошто адаптирала. И би сакала, иако е ова малку подолг дел, да ви го прочитам ова за да можете да имате по-добра слика за што точно се зборува оваа книга. Фурам феминизам е храбра книга, напишана од две храбри авторки без влакна на јазикот. Целта на овој прирачник, како што го нарекуваат самите Ламија и Марина, е да одговори на прашањата кои неминовно ќе им се наметнат на девојчињата во тинејџерски години, а веројатно ќе нема кој да им даде одговор на нив. Делумно затоа што разговорот околу тие прашања се смета за срамотен, односно е табу тема, или затоа што родителите едноставно не знаат како да одговорат на тие прашања. А можеби и девојчињата се срамат да прашаат. Од тие причини, потребата од ваков прирачник за девојчињата, за нивните мајки, тетки, сестри, а и неговата употреба како дел од наставата е огромна. Тој е потребен како лепи вода, како тоалетна хартија, сапун и влошки во училишните тоалети. Да, во 21 век се уште нема услови за лична хигиена во училиштата. Ево, ова е пишувано пред 6 години и се уште е така. Нешто мислам малку почнаа некои иницијативи. Фурам феминизам, замислен во форма на блог на главната хероина, 13-годишната Ликица, одговара на многу прашања со кои се соочуваат девојчињата, а се врзани со развојот на нивното тело и сексуалноста. Зошто на менструацијата не се гледа како на нешто нормално и зошто за неа не може отворено да се разговара? Што е контрацепција и зошто е важно да се знае се за неа? Како нормално да се доживее растењето на градите и зошто ни се наметнува како пристојно и задолжително носењето градник? Зошто на тие години треба да знаеме се за сексуалните односи, бременоста и абортусот? Зошто ни се наметнуваат стереотипи за убавина, кои само придонесуваат да не се сакаме себе си и собственото тело? Ликица навистина фура феминизам, трагајки и по одговорите на најгорливите прашања на феминизмот, особено актуелни кај нас на Балканот. Зошто брат ми може да останува до подоцна кога излегува, а јас не? Зошто го носам презимето на тато, а не на мама? Зошто готвењето се смета за женска работа и зошто воопшто домашните работи и професиите се делат на машки и женски? Зошто само мама се занимава со домашните работи како перењето, пеглањето, чистењето? Зошто машките треба да ја платат сметката во кафе или ресторан? Зошто е срамота ако девојката прва покани момче на состанок? Зошто грижата за децата паѓа само на товар на жената? И зошто жена не може да биде папа? Но овој прирачник има уште една цел. Да ги охрабри девојчињата да веруваат во себе и да сонуваат.
да си поставуваат високи цели и да ги остваруваат. Да сватат дека можат да бидат се што ќе посакаат, дека нема професија или хоби со која не можат да се занимаваат, само затоа што се девојчиња. Тие ќе дознаат, наспроти она што сме учеле во традиционалното образование, каде повеќето поети, композитори, физичари, математичари, војсковоци, кралеви, пилоти, генетичари, ботаничари, лекари, писатели, морепловци, владици, астронаути, се мажи, и тоа повеќето бели, возрастни и добро ситуирани, дека постојат многу жени научнички, уметници, спортистки, лекарки, кои постигнале фантастични резултати и успеси во нивната област, иако на повеќето од нив тие резултати и успеси им биле негирани, присвојувани или пак им било забранувано да го работат она што го сакале. Со други зборови, оваа книга ќе им даде верба на девојчињата дека имаат право самите да одлучат со што ќе се занимаваат во животот, дека нема граници и ограничувања, дека нема нешто што тие не би можеле да го прават, дека нема професија која не можат да ја работат, дека изборот дали ќе заснуваат семејство е нивна одлука и нема зошто некому да се правдаат за тоа. Исто како и за изборот на партнер или партнерка. Навистина, исклучително храбра и значајна книга. И уште неколку зборови за македонското издание, кое е трето издание на Балканот по босанскиот оригинал и српската адаптација. Фурам феминизам е адаптиран да се случува во Скопје, односно Ликица е девојче кој претпоставуваме дека живее во Скопје, исто како што Ликица од Босна живее во Сараево и Ликица од Србија во Белград. И таа, како и низините двојнички во Белград и Сараево, зборува на жаргон. Покрај тоа што употребува скопски дијалект, таа зборува и пишува со жаргон кој го користат скопските тинејџери, кој како таков беше и одобрен од нив пред 6 години. Таа користи многу англиски зборови. Таа користи скратеници, таа пишува само со мали букви затоа што пишува блок, пишува на брзина и не обрнува внимание на правописот и на граматиката. Но и покрај тоа, таа е многу паметно девојче кој сака да учи, да чита и да открива нови работи, особено за феминизмот. И уште нешто, значи македонскиот превод е адаптиран и културолошки, а особено е важно што во него девојчињата ќе се запознаат со неколку многу значајни жени, македонки, кои биле исклучително успешни во она што го правеле. Во книгата се спомнуваат Оливера Јашар Настева, првата жена членка на МАНУ, Накие Бајрам и Роса Плавева, борки за правото на глас и еднаквост на жените, Рајна Алексова, првата жена фармацевт која морала да се избори за правото да се занимава со таа професија, по долги години забрана, потоа Мимоза Несторова Томик, архитектка и урбанистка која имала важна улога во реконструкцијата на Скопје по катастрофалниот земјотрес, Мена Спировска Менче, првата академски образована ликовна уметница, Вера Ацева Доста, народна херојка, делегатка на АСНОМ и председателка на АФЖ и идолката на Ликица, познатата пливачка Атина Бојаджи. Бидејќи Ликица се занимава со пливање, беше логично во македонското издание нејзин идол да е, односно идолка, да е Атина Бојаджи. Идејата на оваа книга е да ја поттикне љубопитноста и желбата да се менуваат работите во светот во кој се уште превладуваат мажите. Ете така, доволно беше зборување, значи одиме уште малку сега со музика, денеска повторно, како пред 2 изданија, кога беше тука Калина Малеска и исто така имавме некои феминистички теми, направив една огромна плейлиста со женски артистки и ете, продолжуваме со женски артисти само денес. I hear the glass. I heard you ran my mind behind my back.
London calling, speak the slang now. Boy say what? One girl say what? What? London calling, speak the slang now. Boy say what? One girl say what? What? Slam. Galang, galang, galang. Gala, 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 lang, galang, galang. Shotgun, get down. Get down, get down, get down. Get it, get it, get it down, get down, get down. Too late, you down. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Blaze the blaze, galang, 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 lang. Purple haze, galang, 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 lang. Blaze the blaze, galang, 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 lang. Purple haze, galang, 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 lang. Who the hell is handing you in the BMW? How the hell it find you? 1472, let's go and get you. Put the strings on the hood, I'm paranoid you. Blazing into the bed, who the hell is handing you in the BMW? How the hell it find you? 1472, let's go and get you. Put the strings on the hood, I'm paranoid you. Blazing into the bed, blaze the blaze, galang, 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 lang. Purple haze, galang, 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 lang. Blaze the blaze, galang, 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 lang. Purple haze, galang, 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 lang. London calling, speak the slang now. Boys say what? One girl say what? What? London calling, speak the slang now. Boys say what? One girl say what? What? They say rivers gonna run through, rock is gonna save you. Praying you will fall through, something that can help you. Don't let it get to you. If it's got when you get through, that's how you'll go. So let us tell you. They say rivers gonna run through, rock is gonna save you. Praying you will fall through, something that can help you. Don't let it get to you. If it's got when you get through, that's how you'll go. So let us tell you. Blaze the blaze, galang, 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 lang. Purple haze, galang, 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 lang. Blaze the blaze, galang, 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 lang. Purple haze, galang, 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 lang. Blaze the blaze, galang, 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 lang. Purple haze, galang, 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 lang. Blaze the blaze, galang, 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 lang. Purple haze, galang, 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 lang.
скажу одно место, просто тупо месяц. Но теперь навечно я твоя госпожа. Я скажу одно место, это время вместе. И теперь навечно я твоя госпожа. I want to see you dance. I want to see it more. I want to see it more. Put it in a decade. I want to feel your kiss, but first you have to prove. I want to see it more. You can make me love you if I want to see it more. Put it in a decade. I want to see it more. Put it in a decade. I want to see it more. I want to see it more. Put it in a decade. I want to see it more. Put it in a decade. I want to see it more. I want to see it more. Я скажу одно место, просто тупо месяц. Но теперь навечно я твоя госпожа. Я скажу одно место, это время вместе. И теперь навечно я твоя госпожа. Значи, назад со две многу важни книги за тинејџери. Тоа се Фурам феминизам и Да се биде јас. Едната е од две босански авторки, а другата од една позната шведска авторка и уметница. Читам делови од книгите за оние кои што можеби се вклучуваат сега, за да објаснам зошто е важно девојчињата да имаат вакви книги и да растат и да се едуцираат со нив. Ќе видите баш и од некои извадоци кои што сега ќе ги прочитам, каде што низ гласот на овие девојчиња ги дознаваме нивните размислувања. Значи, правени се истражувања кога се пишувани овие книги, е многу разговарано со млади и нормално се базирани на тоа. Но сакам да се вратам на еден муабет кој што го имавме со Лени Фрчковска кога гостуваше пред неколку во едно претходно издание на Книжевна лабораторија. Инаку Лени Фрчковска е и главниот виновник што Фурам феминизам е преведена на македонски. Таа прва ја откри, па ја препорача и така. Тогаш зборувавме во емисијата кога таа гостуваше тука, зборувавме општо за младите и за добрите и за лошите влијанија и меѓу другото ја спомнавме нели адолесценција, серијата која што дигна толку прашина, каде што едно младо момче потпаѓа под влијание на пропаганда, претежно која што се врши на интернет, значи пропаганда која што ја пропагира мажосферата, тоа го дознав дека така го преведуваме, инаку е меносфера или маносфера, како сакате. Ендрю Тейт како главен пропагатор и мислам дека повеќето од вас ја знаат таа тема. Меѓутоа, интересно е што налетав на еден текст пред некој ден, кој што беше во едно од списанијата што доста често ги читам, Dazed and Confused, во кое што пишува дека никој не зборува за влијанијата под кои што потпаднуваат млади девојчиња, особено сега, да речам во ерата на Трамп, каде што на многу профили на социјални мрежи од Инстаграм, преку YouTube, преку други канали кои што допираат до младите, се шири една пропаганда во која што се глорифицираат да речеме жените, домакинки, мајки од средната класа, кои што уживаат во еден блескав, совршен живот, каде што тие се грижат за семејството, каде што се грижат за децата, каде што мажот е оној кој што е главен и тие му ја даваат целата своја поддршка, но се буквално во неговата сенка. И дека е тоа една многу опасна пропаганда која што се врши, бидејќи
е поврзана со не само со доаѓањето на Трамп, односно подемот на Трамп, туку е поврзана и со целото на движење на white supremacy и бидејќи се секако тоа бели жени од средната или високата средна класа кои што имаат блескав дом, среќни деца, среќен брак и кои што така привлекуваат на тој начин, преку тој, да речеме, еден совршен имидж кој што е пропагиран, привлекуваат и буквално регрутираат млади девојчиња кои што се поведени по тој животен стил, да, и тие посакаат да го живеат тој живот. Овие две книги буквално се книги кои што ги преиспитуваат сите тие стереотипи и прашуваат зошто. Зошто треба жената да биде во улога на домаќинка? Зошто таа треба сама да се грижи за децата, додека мажот ќе оди и ќе прави некакви поважни работи? Прашања кои што се многу важни кога сакате да вашето дете да израсне во една разумна, индивидуална личност која што ќе размислува, расудува со својата глава и која што ќе ги преиспитува сите работи. Покрај тоа што овие две книги, особено Фурам феминизам, ги преиспитуваат, да речам, тие односи помеѓу мажот и жената, улогата на жената, исто така преиспитуваат и други односи во општеството, на работното место, во училиштето, ги доведуваат во прашање авторитетите. И мислам дека е тоа многу важно во развојот на едно дете, да тие ги доведуваат во прашање авторитетите, за да можат потоа, мислам, тоа не мора да значи дека тоа дете утре ќе отиде во училиште и на наставникот ќе му рече, не знам, нема да сака да учи или нема да сака не знам што да прави тамо. Туку дека ќе ги доведува во прашање работите, дека ќе ги преиспитува и дека таа доза на бунтовност која што е нужна, секогаш ќе ја носи во себе и ќе ја применува на вистинските места. Мислам, можеби ова вака звучи, многу е тешко да се дозира вистински, но мислам дека затоа е многу важно и родителите да влезат во оваа приказна и да ги прочитаат овие книги за да можат и тие да дадат некој добар совет, затоа што секогаш е многу тешко. Значи, овдека зборуваме, ако убаво ги прочитате книгите, ќе видите дека на тие млади луѓе, на тие млади девојчиња им е дури многу тешко да комуницираат со родителите, затоа што мислат дека не ги разбираат како и секој млад човек. Но ако мајката, сестрата, тетката, во случајот кај Ликица имаме тетка и сестра кои што се многу прогресивни, кои што размислуваат прогресивно и кои што ја водат на тој незин пат на созревање, да речеме. Многу е важно кога возрастниот ќе се постави така што ќе го воведе детето во тој свет и ќе го научи некои работи кои што зошто да биде детето оставено само да ги истражува. Нели убаво во целата таа приказна да има сопатник со кој што заеднички ќе може да комуницира, да праша, да дознае нешто, да открие повеќе, не да се плаши од тоа дали да кому да каже дека добила менструација и така натаму. Јас се баш ќе ви прочитам два интересни извадока околу менструацијата. Едниот е на крајот на книгата Да се биде јас, каде што девојката, протагонистката, конечно добива менструација. Прашањето кое што се поставува на почетокот на оваа книга, за разлика од Фурам феминизам, каде Ликица се соочува со тој проблем на самиот почеток. Маја сметаше дека треба да направиме торта за да го прославиме мојот мензис. Нормално дека треба да се слави кога телото функционира како што треба, рече таа. Може би е малку откачено, но јас не мислам дека мензисот е нешто што треба да се крие. Не е ништо срамно. Кога мажите би имале мензис, тогаш тоа сигурно би било најсветото нешто. Направивме пандишпан. Ставивме малини помеѓу и шлаго дозгора. Потоа испасиравме неколку малини за да ја представуваат крвта. Ете,
малку хумор. Во фурам феминизам, малку посериозно, Ликица веќе следниот ден во училиште од кога ќе добие менструација, со што се соочува. Додека траеше часот по физичко, морав во веце. Ова веќе беше next level хаварија. Прво, во школа се уште имаме чучавци. И тоа чучавци што се едно 3 пати постари од мене. Казанчињата не работат. Никогаш нема тоалетна хартија, а сапуното мисловна именка. Ужас, жив. Буквално морав да ја ставам влушката во джеп, па да ја извадам од джеп додека мочав, ама немав каде да ја ставам затоа што се е гнасно, а со раката морав да ја држам вратата затоа што бравата е скршена. Па така ја држав со заби, мислам во онаа маличката обвивка, очигледно. Ама сепак ужас. И после додека да ја извадам старата и да ја ставам оваа, тотална гимнастика. Ми фалеа уште барем 2 раце. Идеме кајде го завршив сето тоа, издишав и да фрлам, нема канта за ѓубре. А не смеам да ја фрлам во одводот. Не можам да ја ставам ни во джеп, иако е замотана. И тогаш морав низ ходникот да ја носам така во рака до ранецот и после во кеса и во ранец. Не ми е јасно како никому не му паѓа на памет да се купат канти за ѓубре и мислам тоалетна хартија. Исто како да не знаат дека половина од децата во школа им се девојчиња и дека повеќето од нас порано или подоцна ќе добијат менструација. Баш ме интересира дали во наставничките веца има тоалетна хартија. После физичко имавме математика. Наставникот изјави дека нема познати математичарки затоа што жените се помалку логични од мажите. Секогаш има такви некакви изјави и никогаш не сум паметна дали нешто да кажам или не, затоа што од една страна не е окей така да зборува, а од друга страна, ако нешто кажам, може да ме пријави кај директорот. Класика. И уште еден интересен извадок. Ликица повторно. Листата ја нареков, можеби е неправедно што жените имаат ден на жените, а мажите немаат, ама. Ама неправедно е што жените во Македонија заработуваат 18% помалку од мажите. Ова е бројка од пред 6 години. Ама неправедно е што и секоја втора жена е жртва на насилство, ова ми го кажа сестра ми, дали можете да поверувате во тоа? Ама неправедно е и кога газдата ќе ти даде отказ затоа што си трудна. Ама неправедно е и што морам да плаќам за влошки и тампони, а не избирам дали ќе имам менструација. Мислам, морам. Ама неправедно е што жените секој ден мораат да мијат садови, јалишта и прозорци и после на 8 март ќе земе мажот и ќе го измие гезвето од кафето и тоа е демек многу голем чекор за феминизмот. И никако ве прашам, дали вие воопшто знаете што е феминизам? Имено баш многу луѓе и мажи и жени веднаш превртуваат со очи кога ќе им го спомнеш тој страшен збор на Ф, како да им вадиш здрав зап. Одма почнуваат со некаков хејт, а при тоа не сваќаат дека феминистка можам да бидам јас и сестра ми, мајка ми и баба, дека тоа не се некои луди, хистерични, осамени жени кои одат наоколу, предпоставувам голи до половината и со влакна под мишките и извикуваат женски права. Како некој племенски извик. Иако и сега на вистина имам потреба да изнесам една фрустрација овде. Зошто жените што се лути ги нарекуваме хистерични, а? Реално, тоа никогаш не го кажуваме за мажите. Демек, окей е мажите да бидат лути, тие имаат темперамента, за жените е демек природно да седат и да трпат, и кога не го прават тоа, одма се хистерични. Јасно ми е дека во школа не сте можеле да научите што е феминизам, затоа што реално сите кјутат козатнати, ама ме интересира дали сте слушнале на некое друго место и од кого. А мене за таквите теми ми се главни сестра ми и тетка ми, така што мислам баш сум срекна и повластена што ги имам. Ето уште едно размислување на Ликица. Леле, не знам. Дали ова секогаш вака стресно? Мислам, ќе се навликнам ли да ми биде помалку стресно или кога некој ти се свиѓа, секогаш е истата драма. Ја прашав сестра ми и она кажа дека се навикнуваш, па подобро криеш и од другите луѓе и од себе, ама всушност никогаш не ти е сеедно кога некој ти се свиѓа и колку повеќе ти се свиѓа, толку драмата е поголема, како и стресот, и потешко голташ и дишеш. Не сум јас за ова. Ни за менструација, ни за градник, ни за дечко. Сите постојано зборуваат како е супер да си дете, а јас велам како да не. Знаете луѓе вие колку е зафркнато да се биде девојче?
Ми се менува телото, не знам што да правам со него, ми се менува главата, како повеќе да не е моја. Сите ме гледаат поинако, јас не се чувствувам возрасно. Сите имаат мислење за се што правам и сега однаш има само куп работи што не смеам да ги правам и кои веќе не се окей само затоа што сум женско. Има и супер моменти, зашто и супер ми е и екипата, и школата е интересно, и сестра ми е најкул. Ама да се разбереме, не е лесно и да ве видам вас да преживеете 7 одделение додека ви растат и влакна и цицки и се. Ете. Отидов сега да спијам, се изнервирав. Strange fear I ain't felt for years. The boys coming out close to tears. I can't let go of you now. Imagination's playing around for free. In my world, I take him out for tea. Oh my God, you can't say no. Skipping school, gonna walk for air. I just had to get out of there. I'm on overload in my head. Train comes, I don't know its destination. It's a one-way ticket to a madman situation. Train comes, I don't know its destination. It's a one-way ticket to a madman situation. Life in a dream, time does come true. And in my sleep, I think of you. Feather the bed by myself. Basically, probability says the fate's not side with me. It's been so long on my shelf. Train comes, I don't know its destination. It's a one-way ticket to a madman situation. Train comes, I don't know its destination. It's a one-way ticket to a madman situation. The tension is incredible, boy, I'm in charge. You know how I feel for you. Will you stop or will you just keep going? Please don't say no, 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 Train comes, I don't know its destination. It's a one-way ticket to a madman situation.
Silence, my lady head. Get girl out of my head. Douse hair with gasoline. Set it light and set it free. How do you do a cool dance? Baby, don't split those hot pants. I got these moves that we can do and think.
Назад во студио, во Стереолаб, зборуваме за феминизмот за тинејџери. Читаме некои извадоци од 2 книги. До сега имавме извадоци каде што читавме нешто за менструацијата и за проблемите со кои што се соочуваат девојчињата кога ќе добијат, кога мораат да кажат дека имаат добиено, кога мораат да отидат во тоалет, кога мораат да купат влошки, кога мораат да сменат влошки, како се гледа на менструацијата, зошто треба да ги пикаме влошките по торби, по кеси, да им биде срам да одат во продавница самите да си купат влошки и така натака. Тоа се, да речам, еден дел од проблемите со кои што се соочуваат младите девојки. Но сега ќе ви прочитам некои извадоци кои што, да речам, ги преиспитуваат сите оние стереотипи за нашиот изглед, како треба да изгледаме. И она што им се наметнува на младите девојки. Значи, ние знаеме дека преплавен е интернетот со да речам рол модели, како треба да изгледа женското тело, како треба да изгледа една жена, како таа треба да се облекува, што таа смее, што таа не смее да носи. И мислам дека тука е еден од најголемите проблеми, особено за младите, и мислам дека тука, да речеме, име не само од средината наметнато, туку дека тоа го наследуваат и од мајките и од постарите тетки, е проблемот на носењето градник. Но кога девојките се млади, кога девојчињата се млади и кога не се срамат да зборуваат што им пречи, тие немаат проблем и да зборуваат за ова, за носењето на градник и општо за сите оние, да речам, наметнати стереотипи како треба да се облекуваат. Така што, еве, ќе прочитам од 2 книги 2 различни, да речам, две слични размислувања на истата тема. Прво читам од Да се биде јас, ставот на главната протагонистка. Понекогаш посакувам да сум грда. Всушност, не го посакувам тоа. Попрво би одбила да бидам сладка. Ако одам во школа во најнепривлечната комбинација на облека, грдите чевли на тато, работниот мантил, што ни мајка ми не сака да го носи, и джемпер од кој ти се повраќа, сакам и покрај тоа да му се допаѓам на виле. Или онака дури и уште повеќе да му се допаѓам токму затоа. Но никој не сваќа колку слободно се чувствувам. Гледаат само грд работен мантил. Повеќето момчиња се напорни, виле не е. За жал, малку премногу гледа во големите цицки на Фатима. Сите момчиња го прават тоа. Моите едва се забележуваат, а носам многу силен пушап градник. Речиси сите женски во моето одделение носат ист таков. Но веројатно треба да престанам да го носам. Баш е неудобен. Free the nipples. На училиште не смееш да кажеш што мислиш. Никој не го прави тоа. Не смееш да бидеш премногу грд, премногу паметен, премногу откачен, премногу луд, премногу радосен, ништо премногу. Дури ни премногу згоден како Фатима. Тогаш ще сметаат за приглупа. А Фатима е всушност добра и паметна. Ете, тоа е од Да се биде јас. Ликица нормално во Фурам феминизам е многу побрутална. Мајка ја носи ја влечка всушност по продавници да ја купи градник и тоа е ужасно травматично искуство за неа. Потоа доаѓа дома и сваќа дека не сака да носи градник. И сега од тука читаме. Кога дојдовме дома и ги покажав на сестра ми, она рече дека ќе ги испереме и дека после не ни морам да ги носам. Не дека мама ќе земе да проверува. Не знам, мислам можеби не е толку лошо да пробам. Секогаш можам да ги извадам ако не сакам да ги носам. Сестра ми не носи. А вака барем никој нема да ми прави фрка дека не носам. Јас не сум баш како сестра ми, не и пречи луѓето да ја гледаат и да зборуваат и да дофрлаат. Она секогаш знае што да им одговори и како да ги заќути. Јас не сум таква, мене сепак ми е фрка кога некој нешто ќе ми каже и некогаш знам што да одговорам, ама во повеќето случаи не знам. Можеби кога ќе пораснам и јас ќе бидам повеќе како неа. Едит. Сега ја гуглав историјата на градниците, Брус Халтери, па еве 5 интересни работи, пак 5.
Патентот е регистриран на 3 ноември 1914 година, значи пред повеќе од 100 години. Го направила жена, Мери Фелпс Джейкоб, затоа што е било мачно од корсетот. Замислете сега колку бил грозен корсетот ако направила градник за да ја биде подобро. 2. Првите градници биле направени само од платно и не биле за никаде како овие денес. Ама жените во почетокот ги носеле само по дома, зашто предпоставуваме било без врска да ги носат надвор. Станале популарни дури кога престанале да се произведуваат корсетите кои имале метална конструкција, затоа што металот бил потребен за Првата светска војна. 3. Ида Розентал открила дека би било супер градникот да не се врзува околу вратот, туку направила бретели што можат да се приспособуваат. 4. И тогаш, во 1947 година, drum roll, маж го измислил градникот со сунгери, што значи дека жените имале 33 години мир и тишина во кои самите одлучувале што и како ќе носаат. И после, ова е под 5, во 1968 година во Америка, за време на изборот за мис, феминистките наполниле канта со ѓубре со штикли, шминки и градници и сето тоа го запалиле, затоа што мислеле дека градниците се насилни. Се сеќавам кога бев помала дека сестра ми раскажуваше за тоа и секогаш мислев дека тоа е малце претерано, ама денеска пробав градник и сватив дека тој момент бил апсолутно оправдан. И тоа јас го носев градникот 10 минути, а не пола живот. Ги гледам сега сликите на тие жени и изгледаат многу кул, како сестра ми. Не знам дали јас некојаш ќе станам таква. Можеби, ако бидам доволно лута. Ете, тоа е ликица. И јас би сакала да прочитам уште нешто од оваа книга пред да преминам на еден интересен момент во Да се биде јас, но тоа ќе биде после уште една тура музика. Би сакала да прочитам како е адаптиран еден дел од книгата за да бидат спомнати жените од Македонија. Во овој дел инаку во босанското издание се спомнуваат жени од Босна и Херцеговина, во српското издание се спомнуваат жени од Србија. На детската маса зборувавме за тоа дали училиштата треба да се викаат по жени. Мислам, сестра ми тоа намерно го смисли, да види што ќе кажат братучедите. Постариот рече дека не треба, затоа што тој не би одел во школа што се вика по жена, затоа што тоа е чудно. Па тогаш сестра ми праша како не му е чудно што јас одам во школа што се вика по маж, а тој рече дека мажите направиле повеќе паметни работи, па дека заслужуваат повеќе училишта да се викаат по нив. Тогаш сестра ми полуде и почна да му набројува баш кул жени што правеле се и се што и да го прашува дали знае кои се и зошто училиштата не би се викале по нив. Не ги запамтив сите, освен Оливера Јашар Настева, професорка и првата жена која станала редовна членка на МАН. Накие Бајрам, учителка и социјалистка, која заедно со уште една жена, Роса Плавева, се борела за правото на глас и еднаквост на жените. Рајна Алексова, првата жена фармацевт која дипломирала фармација во почетокот на 20 век, кога турските закони не дозволувале жени да се занимаваат со аптекарство, па морала да работи во аптеката на својот брат се додека не успеала самостојно да се занимава со својата професија. Мимоза Несторова Томик, архитектка и урбанистка која имала важна улога во реконструкцијата на градот по катастрофалниот земјотрес во Скопје. Мена Спировска Менче, првата академски образована ликовна уметница која во своите дела прикажувала женски ликови. Вера Ацева Доста, народен херој, делегатка на АСНОМ, председателка на АФЖ и политичарка. И, за мене најважната, Атина Бојачи, маратонка по пливање која го препливала Ла-Манш. Мислам, сестра ми наброја уште еден куп, ама не можев сите да ги запамтам. Морам да ја прашам од кај ги нашла, па да можам и јас малце да читам, затоа што денеска сватив дека не знам доволно за историјата на жените во Македонија. Како да кажам, има логика дека правеле 300 работи, ама во школа никогаш не сме учеле што и како, така што не знам. А би сакала да знам, затоа што некако кога знам вакви кул работи, тогаш се чувствувам дека би можела и јас да правам некои супер работи и да ги кршам правилата и да не бидам дама. Така е ликица. Одиме со музика. Yeah, it's officially the biggest midget in the game. I don't know. Make way for the insult. Don't be a hater,
saying I ain't got the biggest breasts, but I write all the bestest. I got hairy armpits, but I don't walk around like this. I wear a big baggy t-shirt that has that nasty shit. Never held my nails done, bite them down until they're none. I'm the one with an non-existent bum. Now I don't really give a. I'm missing my shepherd's pie like a high maintenance chick missing a diamonds. I'm missing my clippers lighters. Now bow down to your royal highness. No, I don't know the corgi. Had a hump straight die cause I ignored it. Go on then, go on, report me. I'm English, try and deport me. Love me, I hate me, it's still an obsession. Love me, I hate me, that is the question. If you love me then, thank you. If you hate me then, fuck you. Love me, I hate me, it's still an obsession. Love me, I hate me, that is the question. If you love me then, thank you. If you hate me then, fuck you. I'm that funky little monkey with the tiniest ears. I don't like drinking fancy champagne, I stick with Heineken beers. Oops, might burp in your face, a little lady like, what can I say? Well, oh gosh, I'm not posh, me, I wear odd socks. I do what I'm doing, yeah. So everybody's entitled to opinions. I open my mouth and shit, I got millions. I'm the middle kid, the riddle kid. I make a giggle to your sick, my nose jiggles when I spit. Yeah, I do have some stories, and it's true, I want all the glory. Go on then, come on, support me. I'm English, trying to port me. Love me, I hate me, it's still an obsession. Love me, I hate me, that is the question. If you love me then, thank you. If you hate me then, fuck you. Love me, I hate me, it's still an obsession. Love me, I hate me, that is the question. If you love me then, thank you. If you hate me then, fuck you. Love me, I hate me, love me, I hate me. So I can't dance and I really can't sing. Yeah, I can only do one thing and that's be lady sovereign. So I can't dance and I really can't sing. Yeah, I can only do one thing and that's be lady sovereign. Love me, I hate me, it's still an obsession. Love me, I hate me, that is the question. If you love me then, thank you. If you hate me then, fuck you. Love me, I hate me, it's still an obsession. Love me, I hate me, that is the question. If you love me then, thank you. If you hate me then, fuck you. Love me, I hate me, it's still an obsession. Love me, I hate me, that is the question. If you love me then, thank you. If you hate me then, fuck you. Love me, I hate me, it's still an obsession. Love me, I hate me, that is the question. If you love me then, thank you. If you hate me then, fuck you. Love me, I hate me, love me, I hate me. I can only do one thing and that's be lady sovereign. Love me, I hate me, love me, I hate me. I can only do one thing and that's be lady sovereign. Okay. Yo. I wake up late every morning, manager's calling, I'm still yawning. Get up, wake up, hair and makeup's waiting for you, don't be stooling. This performance is important, I don't think I can put my all in. Hold on, I was drunk last night, now it's all kicking in and I don't feel right. Get my number to a bray who was on my time, now my phone's on silent, I'm being polite. Now private callers get no love from me, just let me be.